Почитувани, благодарам што сте сепак овде на овој канал. Ви благодарам за вашата поддршка, за сите ваши коментари, укажувања и соработката што ја имам преку видео повик на WhatsApp или на Viber и преку Zoom апликацијата. Доколку сакате да воспоставиме релација или контакт, слободно можете да ме контактирате. Бидејќи современата дигитализација овозможува да и психотерапевските процеси многу успешно се водат и на далечина, секако, преку гледање на она што се манифестира на ликот и нели она телесна body language, така да можеме да ја доловиме суштината на проблематиката со која што се соочува нашиот клиент. Ова е вториот дел од третманот на жртвите на грандиозниот нарцис. Малку ќе говориме информативно и ќе посветиме повеќе едукативни моменти на оние делови кои произлегле од нашиот психотерапевски процес со моите клиенти. Повторно поздрав до Ноне и поздрав до уметникот кој што напиша дека еден сегмент од песна, музичка творба, посветена, во која што стои таа е жената која што знае и да се смее и да плаче. Така креираат жртвите на грандиозните нарциси. Тие прават креативна адаптација, бидејќи имаат посттравматски синдроми. Тие посттравматски синдроми траат долго. Жртвите на грандиозните нарциси се чувствуваат помалку обезвреднето, имаат нарушена секако самодоверба, немаат самореспект и најчесто предолго си го бараат мирот и онаа мирна фаза за да можат да продолжат во нормалниот живот. Многу на груп начин, некои од психотерапевтите или психолозите укажуваат да велат дека оштетени луѓе одат во околината и создаваат други оштетени ликови. Така е грубо кажано, меѓутоа е суштината на проблемот таква. Мојата клиентка, која дозволи ова да го имитувам и кажувам, вели да има висок притисок, ќе земе в терапија. Тивок убиец. Да имав исто така диабетис, ќе се применува кон терапијата тивок убиец. Меѓутоа, овој грандиозен нарцис ме убива секој ден и терапија нема. Затоа што нема момент да не ме подсети колку јас тоа малку вредам, колку тоа моje однесување за ништо не чини, дека немам никаква визија добра, дека воопшто не треба да бидам личност каква што сум. Треба да се коригирам, да се преправам. Не баре сум, пак ќе го споменам она метафоричко изразување, еден пластелин кој што треба да се модифицира на начинот кој што смета дека треба да изгледа грандиозниот нарцис. И сега, бидејќи мојата клиентка констатираше дека е жртва на таков тип на пореметување на личност, сакаше да ме праша, бидејќи сепак има љубов кон тој човек, се работи за партнерски однос, сакаше да ме праша и да доловиме зошто нејзиниот партнер се однесува на начин на кој што се однесува. Значи, ние во психотерапија се занимаваме само со клиентот кој што е пред нас. Не можам да кажам дека можам да говорам за некоја друга личност која што и нанела штета, меѓутоа генерално, шематски, објаснуваме дека најчесто грандиозните нарциси стануваат такви поради семејството, тоа неколку пати го имам кажано. Да биде благословена толеранцијата на фрустрација. Зошто? Некои деца успеваат да се извлечат од тој волшебен круг кој што не им гарантира ни мир, ни спокој, ни убав живот. Благодарение на, во наводници, секако грандиозните нарциси кои што може да бидат старатели, нивни сестри, браќа, или пак мајка, татко, професор, менаџер, или било кој што бил во контакт со такво дете, додека е до адолесцент. Значи, апсолутно се вградува во неговиот идентитет оној страв, она чувство на безвредност, она безнадежност. Благодарение токму на
тие луѓе кои што имаат нарцисоидно пореметување на личност, односно нарцисоидни црти. Толеранцијата на фрустрација е многу добра работа. Некои деца успеават да се, пак ќе кажам, извлечат од тој контекст, затоа што препознаваат и во адолесцентските денови и онака додека се во семејствата препознаваат дека се работи за личност со нарцисоидно пореметување во примарното семејство и научат како да му се прилагодат, да му угодуваат и да ги одбегнуваат, меѓутоа длабоко во себе не го сваќаат тоа лично. И го грандиозниот нарцис ќе му упати низ забелешките дека ти си безвреден, ти не вредиш, ти се што правиш е недоволно, не си прв во училиште, не си прв во спортски надпревари, не си не си во суперлатив, значи не си во градација горе. Адолесцентот или детето кое што препознал дека нешто не е во ред со старато од родителот или некој од блиското обкружување, угодува. Меѓутоа длабоко во себе знае дека таа личност која што му испраќа такви негативни пораки не е во право и си го фаќа правиот пат. Тоа е едноставно објаснето од толеранцијата на фрустрација. Меѓутоа, 80% од децата кои што се жртви на грандиозни нарциси во примарното семејство го продолжуваат патот на некој друг начин. Патот во сопствениот живот не им е баш лесен. Зошто? Пак ќе ги користам записите од терапевската пракса, во кој што буквално стои дека, например, родителот нарцис во примарното семејство подсвесно го подготвува своето дете, кај него се создава толкување и пресликување на личноста и тоа доживување го пресликува во партнерските односи. Апсолутно прави транзиција, значи од родителските односи ги рефлектира на партнерските односи. Тоа дете, значи, ако има толеранција на фрустрација, во себе длабоко ќе си каже дека е доволно добар и дека без оглед на сите околности тој ќе успее во животот. Бидејќи тоа е многу опасно, ама доколку несвесно нема емоционална писменост и продолжува да ги трпи, таа шема на однесување ќе се преслика, како што реков, во партнерските односи. Значи, пресликувајќи се во партнерските односи, постојано ќе води борба. Ако нарцисот постојано праќа пораки кај својот партнер, дека кај тебе ништо не е доволно добро, твојата визија не е доволно добра, не е доволна, значи, другиот партнер кој што е нормална личност и е жртва на нарцис, постојано се бори. Таа борба во таа врска е континуирана и е многу тешка. И тешка и болна. Значи, смислата на љубовта и смислата на постоењето на убавите емоции кај жртвата на нарцисоидното пореметување на личноста е борба. Значи, идентификација на љубовта. Што е синоним на љубов? Ако го прашаш тој клиент, тој ќе каже љубовта е болна, љубовта е борба, љубовта е константно докажување, љубовта е умор. Значи, таа борба на жртва на нарцисоидното пореметување на личноста е се со цел да биде валидизирана, односно признаена како личност од страна на неговиот партнер, грандиозен нарцис. И овде, значи, се повторува и пресликува оно што е во примарното семејство. Значи, таму во примарното семејство детето постојано можеше да се докажува на собствените родители дека вреди. И сега во оваа врска исто така бира партнер подсвесно, бидејќи нема друг начин на однесување научен, овој го научил, подсвесно го бира баш таквиот партнер кој што е налик на неговиот родител, старател или не знам што. Потребна е многу работа на себе. А за карактеристиките и како завршуваат тие врски, најчесто е се шема и како од една грандиозна нарцисоидност преминува во друга релација, откако ќе раскине со тој грандиозен нарцис, обавезно, задолжително, статистиката покажува дека мора да избере ранлив нарцис. Но за описот на
континуитетот и трагањето по нормална личност, навидум нормална личност со страна на жртвата на нарцисоидното прометување на личноста, ќе продолжиме во третиот дел од овој серијал.